Си изнајде решение и да се почне со избор на изведувач преку конкурентен диалог, крајно транспарентен и да се почне со изградба на железницата. Македонија повеќе време нема за чекање. Гледате со какво темпо се реализираат и коридорите 8, 10, го патувам јас секојдневно Битола, Прилеп, автопатот, турбо се работи. Тетово Гостивар, натаму према Охрид, со железницата да се почне кон крајот на летото. Ревалоризација или како да се изјаснам сега, реконструкција на хидросистемите во државата. Тоа сите инфраструктурни објекти кои што се во незавидна состојба. Значи, нашиот план е многу поголем и она што сме го зацртале во владината програма со максимално кратење на непродуктивни трошоци, а посветени на бруто домашниот производ и реализација на капитални инфраструктурни проекти, во најголем дел ќе успееме да го подобриме животот на нашите граѓани и условите за стопанисување на како домашните, така и на странските компании.